Следите Трилинка, во вториот дел од емисијата ќе се осврнеме на меѓуетничките односи во државата и ставовите и размислувањата на претседателските кандидати. Во 2001 година тогашниот претседател Борис Трајковски беше еден од клучните фактори за деескалација на кризата. Но денес, од време на време, преовладува впечатокот дека едните се плашат дека како мнозински народ се понижени и сведени на граѓаниот вторет, а другите дека ништо не е остварено со ветувањата за еднаквост на цела територија на Република Северна Македонија. Особено за време на кампањата, лесно се манипулира со меѓуетничките односи. Дали се форсира национализам темелен на пропагирање на етнонационализам? И зошто во последно време се акцентира етничката припадност на кандидатите? Меѓуетничките односи и хармонијата во тие односи се столбот на стабилноста, предвидливоста и прогресот на оваа држава. За жал, овие избори станаа битка меѓу два концепта. Концептот на соживот, кој што го нуди Европскиот фронт, и концептот на меѓуетничка нетрпеливост, кој што го нуди, за жал, опозицијата со барањето 61 пратеник, што е најшовинистичкиот можен концепт во една мултиетничка држава, барајќи сите други заедници да бидат исклучени од одлучувањето и да се врати монополот и доминацијата на една етничка заедница, која што беше причина за сите проблеми кои што ги имаше државата пред 20 години. Јас само, например, барам да мојата нација не биде повеќе монета за подкусурување и ништо повеќе од тоа. Јас не напаѓам ниту една етничка заедница во Република Македонија, ниту обвинувам дека тие се криви за сите наши небитнини. За разлика имаме политички партии кои што сметат дека една етничка заедница не е виновна за сите наши проблеми во Република Македонија. Напротив, јас мислам дека ние сите заедно сме одговорни за тоа во каква држава да живееме и какви се резултатите од владењето на било која политичка партија во Република Македонија. И една етничка заедница може да здисува толку колку што другата ќе и дозволи. И односно, ако ние изградиме стабилни институции на системот, тоа ќе си реагираат институциите на системот и не може никој да ја здисува. За жал, тоа постојано се случува кај партиите од Албанскиот блок. Јас ќе го кажам како еден светол пример господинот Имер Салмани. Преку 50.000 зема македонски гласови. Јас ќе го споменам господинот Руфи Османи. За мене Руфи Османи беше, ако продолжеше начинот на кој што ја практикуваше политиката да тера космополитска политика, беше многу сериозен кандидат да стане претседател на влада на Република Македонија. Јас морам да ви кажам дека во изминатиот период видов многу сериозни кандидати од албанските партии за претседатели. Да се сетиме на Блерим Река. Минатите избори беше одличен претседателски кандидат. Значи, смисолот на нашите демократски избори е да се избере претседател кој што ќе биде претседател на сите граѓани и ќе води сметка подеднакво за сите етнички заедници. Без разлика дали си мнозинска или малцинска етничка заедница во Република Македонија. Смисолот и на територијалната поделба во Македонија беше да тој што ќе биде градоначалник да води сметка и за етничките заедници кои што не се мнозинство во неговата општина. И мислам дека ние сме позитивен пример токму со територијалната поделба. И не знам зашто овдека се инсистира на премиер или претседател албанец и така натаму. Веројатно ние треба да се бираме според тоа кои колку квалитети имаме. Дали сме сведоци на билдање на етнонационализмот? За жал да, и тоа се случува како по правило во предизборниот период и во време на кампања. Кој сведочиме тоа и сега. Оние кои себе се нарекуваат најмакедонска партија, тие тоа го прават до душа да бидеме реални изминатиот 2-3 години. Која вела дека само како бугари можеме да влеземе, не под бугарски диктат, така натаму. Држава, односно, партија која има корени, меѓу другото, во историска смисла и кон истокот или од истокот, партија во која половина од раководството и ден-денески има бугарски пасоши и државјанства, се обиде со ова националистичка реторика да добие некој поен плюс и, за жал, во еден дел од македонскиот народ посебно тоа фати место.
Етноцентризам или етнотрибализам, како што го нарекувам јас и партијата што ме поддржува, е нешто што е рак-рана на ово општество. Наместо интеграција и кохезија и комуникација, интеркултурна, мултикултурна или како и да ја наречеме, ние имаме паралелни општества, а всушност најдобро си комуницираат овие што се на власт, елитите, и нив не им пречат тие разлики, освен кога треба на избори да ги истакнуваат. Така што нам не треба будење на народот од оздола кој нема да дозволи манипулација. Од друга страна пак постои една намера која е прилично штетна, да зборот национализам го етикетирате како нешто штетно, како нешто назадно, како што јас мислам дека францускиот национализам е европски национализам или германскиот или било кој друг. Значи, за жал, јас велам за жал, зашто јас би сакала да живееме во космополитски свет во кој националностите, државните граници нема да постојат, свето бединет на една друга основа, нели левичарска. Меѓутоа, во ваков свет во кој што постоиме, ја па мислам дека македонскиот национализам е постојано во дефанзива и стануваме граѓани од втор ред во сопствената држава, затоа што некој ни набива комплекс дека сме премногу националисти, премногу инсистираме, а всушност не лишија од се. Македонија е се што немаме. Видите, со меѓуетничките односи манипулира политичката елита која што е на власт. Кај македонците е создадено чувство како граѓани од втор ред и се фрустрирани од наводна албанизација. Всушност на нас во државата повеќе од 20 години се случува класична дуизација, кој што се вечниот партнер во власта. Не можете да најдете случај до сега во историјата на Македонија некој од таа политичка гарнитура да бил изведен пред лицето на правдата, а од друга страна имате мал милион афери кои што ги поврзуваат со нив. Никој никогаш не постапил од обвинителството екс официо под допрен глас да изведе пред лицето на правдата некој од нив. Меѓуетничките односи се еден процес кој што може да се негува. Како? Дојдете во моје Куманово и видите како тоа функционира. Значи, Куманово е Македонија во мало, значи се функционира безпрекорно, но проблемот е како да го градиме мултиетничкото општество, а не биетничката држава или општество кое што во моментов се имплементира проектот. Ова власт генерира биетничко општество. Нам децата ни се поделени во забавиште, основно и средно образование. Сите мои другари во мојот живот од другите етнички заедници се мои другари и ден денеска, но тие учеа на училиште со мене. Нам децата не се поделени. Ке одите, значи децата не се разбираат помеѓу себе и немате интеграција во системот. Одите во, например, по здравствена услуга, се обраќате на некој од вработените таму, тие не ве разбираат што им говорите, камоли да ви дадат медицинска интервенција, или пак ќе најдете голем број на партиски членови, припадници, како што ги велиме по Рамковен, кои што одат на работа, не одат на работа, а примаат плата. Тоа не е соживот. Значи, соживотот е нешто друго. Да се изедначиме сите во делот на нашите етнички права, културни права, да имаме право да го користиме јазикот. Ние во Куманово создаваме реално мултиетничко општество, бидејќи покрај македонскиот како службен јазик, и албанскиот како јазик исто во службена употреба, ги имаме во официјална употреба на Советот и српскиот и ромскиот јазик, а во иднина и било кој друг јазик на етничка заедница која што ќе има представник во редовите на Советот. Демократија без демос, без индивидуални граѓани не може да има. Треба да се почитуваат етничките права. Меѓутоа, не можат етничките права да имаат приоритет пред индивидуалните права. Многу пати сум кажала и ќе повторам, граѓанска држава може да има, може да биде држава на рамноправни индивидуи. Граница за колективните права, нека се тоа највисоките стандарди, мора да бидат индивидуалните права. Така ќе имаме правна држава, така ќе имаме европска држава. Зошто се става акцент на етничката припадност? Премиер албанец, председател албанец, спикер на собранието албанец. И јас се прашувам зошто, но мислам дека тоа не е потикнато од граѓаните албанци, турци, роми, власи, туку од лидерите, бидејќи тогаш нивната моќ расте
бидејќи тие се оние кои утврдуваат кој ќе биде кандидат за премиер и кој ќе биде премиер, а не самите граѓани. Мислам дека ако ставиме акцент на граѓанскиот концепт, со почитување се разбира на етничките разлики, но само и само низ призма на стручноста и квалитетот. Дури мислам гораз дека рамковниот договор погрешно се интерпретира. Дека и одредбата од Уставот погрешно се интерпретира. Зошто? Бидејќи компаративната пракса покажува дека кај така наречениот принцип на афирмативна акција или принцип на позитивна дискриминација, никогаш еден критериум не е доминантен. Прва е стручноста и компетентноста, а кога кандидатите се изедначени во квалитетот, предност ќе има подпредставениот кандидат. Во јавниот говор често провејуваат термините англиска кралица, кохабитација или бицефална извршна власт, како опис за самата председателска функција, тоест односот со владата. Кои ќе бидат приоритетите на идниот председател, без разлика кој од нив да ја добие поддршката од македонските граѓани? Е последното прашање за 7 на председателски кандидати. Знаете, не е популарно да кажувам дека ќе се залагам за прво у првите 100 дена или 20 дена или 100 или 250 дена, 300 дена дека ќе се отвара уставот, меѓутоа мислам дека прв приоритет треба да биде да продолжиме по патот на Европската унија и ќе се обидам да направам на таа тема разговори сериозни со оние кои ќе бидат во опозиција во тој момент или ако се сменат страните со тоа што ќе биде власт, бидејќи и до сега во таа политичка структура имаше најголеми приговори за европската преговарачка рамка и за патот кон Европа, под овие услови се разбира без аргументи. Ако ме прашувате мене, меѓутоа мора да се разговара и со луѓето кои немаат аргументи на одредена тема, ако се во опозиција да носат одлуки. Прв приоритет правна држава и владење на право. Се разбира тоа, иако мислам исто така дека и градење регионален пристап во процесот на проширувањето и напредувањето кон ЕУ. Се плашам дека преседаните што се случуваат со Македонија нема да останат само на Македонија, дека ќе продолжат и дека тоа може да го загрози процесот на проширување. А без потентно проширување, ЕУ не е она што треба да биде, наш заеднички дом. Тито викаше да се надеваме дека 100 години ќе биде мир, а да се спремаме како утре ќе биде војна. Вие гледате дека ѓаволот е однел шегата. Во конфликтот меѓу Иран и Израел се вклучени повеќе земји, вклучени и Либанон, вклучено и Ирак, вклучено и Јемен, јеменските хути. Гледате дека се комплицира ситуација. Турција не го дава својот воздушен простор, ниту базите за напади врз Иран. Значи, дури Израел плети со нуклеарен удар, што се многу сериозни работи. Од друга страна се трупа војска во Полска, во Балтичките држави, во Романија, што значи дека многу лесно може да дојде судир меѓу руската војска и представниците на Алијансата, а тоа значи веќе влегуваме во еден сериозен евроазиски конфликт, кој што ќе се прошири. Јас очекувам и на делот на азијскиот континент, и аналитичарите велат дека топрва доаѓа опасноста и дека најтешка ќе биде 2027 година, која ќе има разврска на Индо-Пацифичкиот регион. Благодарам за изведеното време. Молам. Првично сакам да бидам и ќе бидам, доколку бидам избран, председател на сите граѓани на Македонија, без разлика на нивна етничка, верска или политичка припадност. Дали тоа значи дека граѓаните... ниту еден досегашен председател не беше председател на сите граѓани? Па не беше, затоа што председателите во најголем дел, особено последните неколку примери, беа председатели и представници на политички партии и политички субјекти. Ниту во еден момент не смеа да преправат на одлуките кои што доаѓаат од политичкиот врв на тие политички субјекти. Во последниот случај со Пендаровски, тоа е случајот со подпишување на неколку закони за кои што јавноста имаше апсолутно спротивставено мислење. Во претходниот случај исто така во минатото
Јас би бил независен председател кој што излегува по граѓанска иницијатива, соберени граѓански потписи, председател од граѓаните и за граѓаните. И би бил еден гарант на граѓаните во делот на евентуалните злоупотреби кон нив од сите други нивоа на власта. Зборувам и за законодавната и за извршната. А при тоа мислам дека во континуитет свесно се девалвира улогата на председателот во Македонија, иако согласно Уставот и законите не е така. Бидејќи сметам дека председателот на државата треба да биде креатор на државниот консензус, ќе иницирам нов рамковен договор, и тоа е за економски прашања. Доста е веќе со влади кои што мислат дека се почнува од нив со дисконтинуитет во економските политики, бидејќи планирам отварање на поглавијата во текот на мојот мандат, ќе барам политичките партии исто така да постигнат надпартиски договор по однос на главните економски правци на државата, за да конечно постигнеме животен стандард кој што ќе ги инхибира, ако можам да кажам, граѓаните да ја напуштат државата и ќе ги стимулира тие што веќе заминали да се вратат дома. Ми се чини дека првата и наједноставната е раскинувањето на договорот за така наречено добрососедство со Бугарија. Постои правна основа, едноставна, без отварање на фронтови или кавки. Двете страни располагаат со тоа право. Сега е време ние да го искористиме, затоа што очигледно никогаш бугарскиот и македонскиот народ не биле подалеку и не се гледале повеќе со недоверба и со, да речам, некој одиум, отколку што е тоа сега. Мојата девиза е во борба македонски народи, затоа што веќе се изгубивме. Значи, ние дури ако не ги користиме правните механизми кои сме на некој начин ги вградиле во тие договори, тогаш сме навистина капитулирана нација и не заслужуваме ни држава. Јас сум за тоа да си ги користиме правата кои постојат како механизам во овие договори и оној што ќе реагира агресивно, ќе биде тој што реагира агресивно, направен инструмент, а не ние.